Добра вечер. Добре дојдовте на вечерашното представување на 6 книги од едицијата Порта Европа, кои што ги работевме заедно со колешката Оливера Керовезировска и со која сметаме дека треба да се зборува, за кои сметаме дека треба да се зборува, затоа што станува збор за исклучително квалитетни книги. Ако не ги промовираме на ваков начин, многу лесно можат да останат незабележани на полиците, затоа се одлучивме на овој чекор. Пред да продолжиме со материјална расправа, однос на книгите, би сакала само накратко да ве запознаам со едицијата Порта Европа. Станува збор за еден проект кој што е кофинансиран од Европската Унија. Предвидува нормално како главна активност објавување на овие 6 романи и придружни активности поврзани со издаваштвото. Проектот почна во време кога портите на Европа беа ширум затворени, се разбира, асоцирам на пандемијата со коронавирус. Тогаш издавачката куќа Арсламина им ги отвори портите на овие 6 извонредни книжевни дела и ги вдоми во огништето на македонскиот јазик. Сите 6 прозни дела во себе носат приказна од сопствениот културен контекст, а истовремено меѓусебно се допираат во интроспективните аспекти од сликувањето на внатрешните борби на носечките ликови. Некои се обидуваат да ја прифатат и да ја оправдаат својата различност и посебност, прикажувајќи ја во прво лице и ударно мачнината на себе прифаќањето. Други пак на себе својствен начин се соочуваат со личната загуба и со отсуството. Трети се обидуваат да излезат од сопствениот кабес на паранојата од изневера. Четврти растат со растењето на сопствените проблеми и така натаму. Приказните од оваа едиција се проткаени со нишки од опачината на најубавите плетки, додека од лицето читаме и уживаме во стилскиот раскош. Истовремено се заплеткуваме во испуштените конци на совршено сплетениот дезен. И тоа ги прави овие прози достојни за големото книжевно признание. А големото книжевно признание е Европската награда за книжевност, што имаат добиено сите овие дела. За преводот на македонски јазик ги ангажиравме најдобрите, нескромно ќе кажам, преведувачи кои што ги преведоа, ги приопштија делата на македонски јазик од оригиналниот, од изворниот јазик. Тоа се преведувачите Искра Бадева, која преведе 2 романа, едниот од дански јазик. Тоа е романот Кожата е еластична обвивка која што го опфаќа целото тело, од Бјорн Расмусен. Вториот роман е всушност последниот од едицијата, Книга за тагата, приказна за Милс во шумата, од Марија Наваро Скарање. Потоа преведувачот Ермислав Базановски, кој што од романски јазик го преведе романот од Татјана Цибуљак, Градина од стакло. Ксенија Чочкова од германски јазик го преведе романот Приказна за духовите. Инаку Лаура Фройденталер е австријска писателка. Дејан Василевски, овде присутниот, го преведе од хрватски јазик делото збирката раскази, почитувани бубачки и други морничави приказни од Маша Колановиќ и остана последниот роман Лекцијата на Месечарот од Фредерико Педреира, преведен од Весела Моловска од португалски јазик. Објавувањето на оваа едиција е засновано и на еколошка заднина за намалување на економските ефекти од ковид пандемијата. Вклучува соработка со чинители во издавачката дејност и помали локални бизниси, ќе ги наречам, колку да звучи грубо во овој контекст, кои што се занимаваат на некој начин со издаваштво. Сите книги се испечатени на сертифицирана ФСЦ хартија, која што е стандард во печатарската индустрија и која што значи дека некој се грижи за одржливост и за неуништување на шумските ресурси широм светот. Првата активност што ја направивме е го објавивме конкурсот кој се однесуваше на млади и уметници во подем за идејни решенија за кориците на овие книги. Тука имаме двајца присутни, Лара Маринковиќ и Андреј Лавчански. Со нив ќе поразговараме во текот на разговорот. Инаку 18 мина млади уметници пратија своји решенија, стручно жири се состана, ги избра најдобрите, тоа се овие што ги гледате пред нас.
И сега мислам дека е доволно, ова што ви го кажав како вовед за едицијата, би преминала на представување на првата книга. Практично со Оливера се договоривме да најдеме една заедничка нишка и за среќа ја најдовме кај сите овие дела. Тоа е, сите овие дела представуваат фрагментарни дела. Што значи фрагментарност и фрагмент? Фрагментот најчесто се употребува за да се означи некој оштетен ракопис, нецелосен ракопис, делумен ракопис, но во постмодерната се повеќе младите автори се приклонуваат, односно посегнуваат по фрагментот како форма преку која што сакаат да се изразат, затоа што фрагментот пак во себе содржи некои постапки кои што им овозможуваат на авторите да ги изразат своите внатрешни чувства, револтот кон совремието, кон настаните што се случуваат во светот, кон настаните со кои што се обкружени и се обидуваат да се носат и така натаму. Фрагментите можат да бидат намерни и ненамерни и да служат за повеќе намени во литературата. Еве ќе почнам со конкретниот пример врз данската книга, Кожата еластичната обвивка која што го опфаќа целото тело. Таа е, како што можете да видите, најкратката книга. Може би и тука се приближно по должина со книга за тагата. Тоа представува еден радикален пример на фрагментарна проза, што е многу интересно затоа што насловот, колку што е долг, толку внатре се куси пак парчињата кои што не ги приложува авторот. Инаку Романов представува своја видна автофикција, а може би и не е тоа, затоа што играјќи си со нарацијата, прво раскажува во прво лице еднина, ликот се вика Бјорн, а потоа во трето лице, за да ни каже дека веќе травмата со која што се соочува ја гледа одстрана самиот Бјорн. Инаку станува збор за дело кое што ја обработува една идентитетска тема, односно родово-идентитетска тема и борба со собствената сексуалност. Негде во некое маргинално место во Данска, каде што живее со мајка со која што одржува многу чуден однос, затоа што во даден момент има еден дел каде што не знаеме на кој начин е каков е тој однос меѓу мајката и синот, затоа што ја споделуваат истата постела. Авторот сака да не убеди дека можеби е злоставуван од својата мајка и можеби тоа е причината зашто се одлучува за спротивниот пол. Има забранета врска со инструкторот по јавање, кој што пак е незаинтересиран во приватниот простор, а во јавниот простор е дистанциран. Значи, нараторот не може да ја оствари таа врска на ниедно можно ниво. И нарацијата е хаотична, на моменти може да се изгубите читајќи го овој радикално чуден роман, би рекла. Но од друга страна пак треба да го прочитаме, затоа што зборува за темите кои што се многу горливи во секојдневието и за кои што треба да се дискутира, да не се стават под тепих, бидејќи во содржината на романот се предпоставува дека завршува со самоубиство. Не би должела, би и го предала микрофонот на Оливера, таа ќе продолжи на тема фрагментарност со нејзиниот следен роман и соговорник, а потоа ќе кружи микрофонот. Благодарам се. Да, и двата романи што сега јас ќе ги представам, тоа е книга за тагата од Марија Наварос Карангер и Градина од стакло од Татјана Цибулек се фрагментарни романи. Но фрагментарноста е многу широка одредница, ова се романи и двата за кои што јас ќе ви ги представам сега се фрагментарни, но се бескрајно различни, иако книга за тагата има 240 нумерирани парчиња, а Татјана Цибулек има околу 200 пасажи ненумерирани, раздробени со големи паузи. И едниот и другиот роман се класични романи, романи на нашето време, каде што жанрот како да е треснат одземи, и тоа е искршен на мали парчиња, потоа се монтира. Последната книга што нам не излезе во оваа едиција, тоа е книга за тагата од Марија Наварос Карангер.
Ова авторка нас не ни беше позната и на македонски ова е прв нејзин превод на нејзин роман и всушност дознавме за неа, барем овие делови од Европа, дознавме со нејзиниот втор роман кога доби наградата 2020 година. Скарангер е многу млада авторка, таа е родена 94-та година, значи на своји 25-6 години веќе има добиено награда на Европска унија за книжевност, и тоа не за својот прв, туку за својот втор роман. Ова е некој книжевен феномен, што се вели дека блеснува норвешката книжевност на еден посебен начин. Ова е една специфична авторка, дури е малку вообичаено, без никакво подценување на младите луѓе, напротив. Сепак е невообичаено толку млад автор да постигне таков успех и да има таква цврста рака. Ова е многу прецизен роман, еден многу необична раскажувачка визура има и како што Бисера го представи претходниот роман, тоа е можеби таа една деликатна фреквенција. Во романот за книга за тагата или Нилс, главниот лик, всушност станува збор за ментална болест која што завршува со самоубиство. Брат на нараторката се самоубива. Приказната за тагата е всушност приказната за почетокот на разболувањето ментално на братот на нараторката и на неговото самоубиство, но и за тоа што се случува после самоубиството, за начините на страдање и за различните форми на болка и на страдање и на помирување низ кои што поминуваат најблиските членови на едно семејство. Иако ова звучи вака страшно и туробно кога се раскажува, многу е необично што во романот Книга за тагата на Скарангер, навистина една специфична авторка, сето ова е толку духовито раскажано во една ведра смисла. И самото тоа представување на такви сериозни теми на еден начин кој што не е површен, е многу длабок. Меѓутоа со многу шарм спровиран низ речениците, со многу духовито, со една латентна смеа, не може да се смеете во таа ситуација, меѓутоа така може да се поднасмеете додека читате. Тоа е мајсторија апсолутно пишувачка. Истражувавме за Марија Скарангер, се разбира, тоа е авторка додека ние го славиме нејзиниот роман, кој што веќе е преведен на 10 јазици, Книга за тагата, дознаваме дека со првиот роман исто така блеснала, пишувала за доселениците во Норвешка, ви ги кажувам темите на нејзините романи, за да видите со што ова млада авторка се занимава. Значи во првиот роман со доселениците и како секогаш им се навлечени завесите, нешто така се вика насловот во слободен превод. Имигрантите секогаш имаат затворени или навлечени завеси. Ова е втор роман за самоубиство во кругот на најтесното семејство и сите членови како страдаат. Додека ние ја славиме нели со Европската награда, таа веќе напишала нов роман што се вика Емили Forever или Емили за секогаш. Емили романот е преведен веќе на повеќе јазици отколку што е Книга за тагата и таму го обработува проблемот на мајчинството, 19 годишна девојка која што е од нефункционално семејство и која што е веќе мајка, значи многу горливи теми. Пред крајот на оваа година повторно објавила уште еден роман, четврти. Во четвртиот роман повторно се занимава со изолација, со доселеници, со луѓе кои што живеат на перифериите на градовите, со нешто многу деликатно, почнала да експериментира со создавање на јазик сопствен, што го има во книжевноста, нели? На кој јазик низините ликови почнуваат да комуницираат, значи таа изолација се радикализирала. Сега вака да ви ги представам темите на интерес на оваа авторка, препорачувајќи ви го без друго романот да го прочитате, едно вистинско освежување, стилско, еден пристап. Половина роман не ви е доволно јасно што се случува, но е класично, реалистично и раздробено. Во втората половина полека почнува приказната да се одлепува во некоја надреалност. И тоа е многу чудно како да ве подига со истата приказна, веќе кога ќе дојде во вториот дел. Топла препорака за овој роман, јас мислам дека Скарангер треба да си дозволиме да ја преведуваме на македонски. Не сите романи, но што повеќе. Вториот роман, кој што е исто фрагментарен, обработува една тема пошироко општествена, е од
Татјана Цибуљак. Татјана Цибуљак е малку повозрастна авторка од Скарангер. Таа е родена 78-та година, има објавено 2 романи до сега и првиот голем успех постигнува, за вториот, за Градина од стакло, има добиено Европската награда. Тоа е романско-молдавска авторка, пишува на романски јазик. Порасната е во Кишинев, во Молдавија. И тоа е подрачје, Ермис подосна преведувачот на оваа книга поубаво ќе ми објасни од аспект на преведувач како изгледа тоа. Станува збор за раскажување во прво лице за распаѓање на Советскиот сојуз, една огромна тема, видена со очите на едно мало девојче. Малото девојче е всушност, се случува дејството во Молдавија, девојчето е романче, а жената која што ја зема од сиропиталиште е русинка. Така што романот се случува значи на почва на Молдавија, Молдавија има и свој јазик, значи дома русинката зборува руски, девојчето е романче кој што треба да реши што ќе прави со јазиците и како ќе ги постави во својот свет. Тоа е едниот слој со јазиците, да е многу возбудливо во самиот роман, претпоставувам многу тешко било за превод, бидејќи во оригиналниот текст на романски дистинкцијата на кириличното писмо во Русија, на руското кирилично писмо, и се гледа во текстот имате латиница, 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 па имате руски зборови со кирилица. За жал тој визуелен ефект и не само визуелен, се губи во нашиот превод, бидејќи е целото на кирилица, меѓутоа преведувачот многу прецизно тоа ни помогнал да ни го доловил со забелешки на преведувачот во форма на фусноти кои што го надоместуваат тоа што не можеме самите да го видиме визуелно, бидејќи и кога зборовите се исти меѓу овие јазици или слични, ви можете еуфониски да ги препознаете, кирилицата и латиницата немаат дистинктивна функција, само е разлика во писмо. Така што е многу, предпоставувам дека се мачел Ермис, меѓутоа формата што ни ја понудил на македонскиот читател со забелешките на преведувачот и со фуснотите, тоа е всушност едно предавање вистинско да можеме да го доживееме романот. Ние правевме онлайн промоција со Татјана Цибуљак. Цибуљак живее во Париз. Многу убаво ја објасни својата поетика, за односот кон своето растење, рече дека не е автобиографска приказна, а и да е кој писател би признал. Рече дека не собирала шишиња за да преживее, меѓутоа можела во тоа време во кое што растела, во Кишинев да собира шишиња. Приказната е девојче од сиропиталиште, без родители, ја посвојува русинката, девојчето се вика Ласточка, и за да преживее мора да работи и со работата таа е експлоатирана како дете, меѓутоа и од неа станува човек, Ласточка станува докторка на крајот. Значи успева да се образува и се, но собира стаклени шишиња кои што ги продаваат и од тоа се издржуваат. И од таму доаѓа насловот, Градина од стакло, но и метафорично сето тоа значи една пробивност, една стакленост, една транспарентност на едно стравотно распаѓање на големо заедништво, како што се државите во Советскиот сојуз, пред освободувањето на Молдавија, и сето тоа од едни детски очи на едно ситно, минорно рамниште навидум раскажано. Околу 200 цртички има, кои што не се на таков начин фрагментирани, нумерирани, како кај Скарангер, например, туку се со големи паузи направени, и графички паузи, а и самата Цибуљак во онлайн промоцијата ми објаснуваше дека не водела сметка како ќе ги поврзе. И било доволно да има големи белини, човекот, читателот да прочита, па да одмори, за да отиде на другото. Тие не одат континуирано, дури напред-назад во времето, во детството, во возрастните години, меѓутоа многу лесно се следи приказната и таа финта со таа пауза, со таа тишина е многу ефектна, бидејќи се моќни парчињата, набиени, ви треба навистина малку да паузирате по секоја. Ермис молдавски, романски, руски. Иако романот е напишан на романски јазик, јас те испофалив како си го решил тоа. За време на преводот, додека работеше книгата, имаше ли потреба да контактираш со Цибуљак? Колку што знам од твојата раскажувачка поетика и од твојата практика преведувачка, сметаш дека не треба преведувачот и писателот да комуницираат, бидејќи писателот што сака кажува, другото треба да го растајнува преведувачот. Но какво ти беше искуството со вакво едно суптилно, деликатно писмо? Оливера ти се кажа, така да не знам навистина. Значи со Цибуљак се запознав 2022 година на сајмот во Белград.
И кога се запознахме, јас сум ваш преведувач од романски на македонски јазик и прво што ми рече, а зашто не ми се јавивте? И ја во мој стил викам, па немам ваш број. Па вика, викам, а зашто да се јавам? Затоа што сите преведувачи балкански кои што ја превеле книгата и се јавувале преку мејл, се разбира, за да ја прашат за тие и за недоумиците кои што постојат во романот. Па Оливера веќе кажа зашто не се јавив, затоа што сметам дека писател ако има потреба од објаснување на своето дело, тогаш веројатно не може да комуницира со публиката толку лесно колку што. Да, друго е кога е, да речеме, на македонски јазик, па нормално дека не треба никој да објаснува што пишува, а друго е кога се преведува од друг јазик. Имаше навистина некои делови, особено тие што се, да речем, поговорки кои што не се преводливи на буквално на другите јазици, па морав да најдам од нашата богата библиотека во Институтот за фолклор, бидејќи беа прилика и во таа насока да најдам такви некои пандани кои што се соодветни за романскиот јазик. Второ, мене ми е многу добро позната таа и молдавска историја и романска историја и некако кога го преведов романот ми беа јасни тие недоумиците на самите личности, потрагата по идентитетот пред се јазичкиот идентитет. Инаку, само кратко морам да кажам дека тука постои една предисторија која што датира уште од осамостојувањето на Молдавија 1918 година, кога фактички Украина се доби своје осамостојување и кога Романија, која впрочем и денес има дел, незиниот источен дел на Романија се вика Молдова. Они исто така Молдова ја викат и државата Молдавија, ние кој што викаме Молдавија, но кај нас е полесно решено, бидејќи кога велиме Молдавија мислиме на државата, а Молдова кога велиме мислиме на источниот дел на Романија. И нормално после втората, односно и за време на Првата светска војна, кога се осамостоја, беа тоа страшни некои поделби помеѓу русите и романците. Романците се бореа за осамостојување на Молдавија, русите сакаа да остане во таа некоја Руска федерација и за може би не знаете, но сега ќе кажам една интересна работа, интересен факт, дека и во таа цела работа осамостојувањето на Молдавија зеде учество и Крстен Мисирков, бидејќи бил Мисирков во тоа време кога работел во Кишинев, па подоа и во Одеса, тоа е некаде 1918 година, бил член на Молдавскиот парламент. Бил член на Молдавскиот парламент во моментот кога романците има мнозинство во парламентот и се бореа за осамостојување на Молдавија во рамките, потоа се разбира да се спои кон Романија. А Мисирков бил представник на малцинствата во Молдавија и како таков ја држал другата страна поради што добивал и закани по живот. Фактички тоа беше клучниот момент на Мисирков кога избегал од Молдавија, бидејќи романците, па и другите таму имаше секакви кои што му се заканува по живот и тој оттаму после тие години доаѓа во Бугарија и ова за нашата историографија, воопшто и за нашата културна меморија, кажам така, е доста еден проблем кој што е се уште не расветлен. Блаже Ристовски има некои истражувања правено и јас имав правено истражување во архивот во Молдавија и така натаму. Што се однесува до јазикот, во Молдавија се зборува чисто, мислам, романски јазик со примеси на некои руски, како што е и во Украина фактички, со примеси на руски зборови, со тоа што во Украина и во западниот дел на Украина веќе се чувствува поголемото влијание на полскиот јазик. И мене ми беше јасно овде кога во книгата жената која што ја одгледува Ласточка, дека фактички се обидува да
да ја научи правилно да зборува руски, она пак, бидејќи со децата и со сите тие со кои што комуницира, чувствува некаков поделен хабитус, некаков поинаков идентитет, и тоа ми беше значено мене во книгата, што цело време она се чувствува како поделена личност и така фактички и до крај кога конечно, а често пати оди главната личност и во Романија, мислам дека таму добива и некое вработување, така да некако станува идентитетот на крај се прочистува во и станува, да речеме, идентитетски така роман. Фактички и денес ова молдавско прашање е доста актуелно, особено во овој политички контекст со Украина, што значи дека ова книга која што ја напиша Цибуљак во суштина дава некоја слика на, како што рече Оливера, на распадот на Советскиот сојуз и сите тие моменти кои што ги чувствуваат обичните луѓе, а се надвор од досегот на политичарите кои размислуваат на сосема еден друг начин, и тоа ми беше многу интересно, особено затоа што јас одреден дел од својот живот го живеев во Романија и тамо под влијание на грчката пропаганда македонците беа нарекувани грци и така натаму, и тој идентитет македонско-романски и така натаму и кај мене како дете се појавувал, така да ми требаше долго време од кога се отидов од Румунија, кога дојдов во Македонија, да го расчистам тоа. Значи тоа се случува и со главната протагонистка во романот, значи дури подосна кога созрева, успева тој свој идентитет се разбира идентитетите на крај на кришата ги бираме. Ние можеме да се наречеме финци и германци и така натаму, без разлика на околностите и на традицијата, но во овој случај ако имате богата традиција и ако преку родителите, преку јазикот и така натаму, на некој начин вашиот идентитет е однапред дефиниран. И тоа при преведувањето на книгата, тоа на некој начин ми олести. И затоа и не се јавив никој, затоа што јас знам како се чувствува и чувствував незините вибрации преку тоа што го пишува и ми беше можеби малку полесно отколку, зашто јас ги читав и тие, она ги објавила потоа, сите забелешки што, односно прашања што ги имале другите преведувачи, особено бугарите, хрватите, унгарците, не знам уште кој, и она сето тоа го објави во едно списание во Франција, со сите тие прашања што и ги поставува. Јас имав среќа што не морав да ги поставам прашања, бидејќи другите преведувачи, јас сум роден таму и јазикот и културата многу подобро ми е познат отколку што на преведувачите кои што го учеле јазикот во училиште или на факултет, така да од таа гледна точка ми беше навистина лесно. Да. Инаку јас што тука завршив и првата книга незина. Првата многу славна книга на Цибуљак, критиката вели дека можеби дури е подобра од оваа книга. Јас мислам исто. Во првата книга, односно книгата која што сега ја завршив, насловот е Летото во кое мама имаше зелени очи, и тоа е една исто така многу трогателна книга, без разлика на насловот кој што може би на почеток ми изгледаше патетичен, или поет, да, ајде поетичен, а повеќе патетичен, но не, тоа е се работи за син еден кој што ја мрази мајка му од дното на душата, сака да ја убие, да умре и така натаму, не знаејќи дека она има рак и цело време она го вика него и одат во Париз, односно во Франција, во иначе ликовите се англичани кои што одат во некој село во Париз и таму он открива каква е. Меѓутоа, единствено нешто кое што на главниот юнак се допаја кај мајката се незините зелени очи, некој ја мрази и така натаму, многу така откачена книга. Дали тоа е ветарно пак? Или е по-конзистентен роман? Па мислам дека е по-конзистентен затоа што многу фино тече. Мака линеарно е, иако има, сега да не зборувам за тој роман, бидејќи сме тука за... Не, го спомнавме затоа што беше невообичаено, добива Европска награда за овој роман, а критиката вели да супер е овој роман, меѓутоа Лето во кое мајката има зелени очи, како беше, дека тоа е сепак незиното ремек дело, затоа само го спомнавме, а самиот кажа дека си го превел.
Да. Тоа што се однесува до европските награди, тоа е па друго прашање, бидејќи тие што ја дават европската награда не ги читат романите, туку ги да. Ајде да зборуваме за преводот. Ти благодарам. Ти благодарам. Ама да кажам. Ти благодарам. Немој за наградите. Андреј Лавчански ја направи корицата на романот за кој што зборувавме, Градина од стакло. Сакам да те прашам, Андреј, како, би се кажа како бил конкурс, значи конкурс, за тие романи се јавуваат дизајнери со предложки. Ме интересира дали ти и зошто се одлучи за овој роман или прати решение и за друг, а овој ти го беше избрано твоето решение, со колку конкурираше, зошто го избра Градина од стакло? Имаше ли некоја таква причина? И како биравте врз основа на кратко си же и оригиналната корица, како одеше таа постапка дизајнерски? Па искрено не се сеќам пошто да беше, али мислам дека немаше многу останато, беа преостанато уште неколку од романите, овој ми беше најинтересно затоа што ова ствари една преработка од оригиналното решение на Татјана, оригиналната корица. Да, многу креативна појава. Па да, представа еден минималистички дизајн, представен е цвет од шишења, нели? Самиот наслов на корицата говори за тоа, каде што едното шише во различна боја, уствари го представува девојчето, са не би навало, да, поединецот, не би навало во тоа што представува толку. Ви препорачувам да си ја купите книгата и да си ја прочитате. Тоа е преработка од оригиналната корица. Тоа е главната инспирација и идеја од каде што ја добив. Нормално нели тука се и социјалните медиуми, каде што секојдневно ја црпам инспирацијата и до ден денес. Вака да се пофалиме ние како издавач, бидејќи видовме многу корици од Цибуљак. Твојата е варијација од оригиналната романска, меѓутоа сметам дека одличен резултат добивме и дека е поубава корицата од многу корици на овој роман. Чиста ја има таа метафорика за која што зборува. Баш ми мило. Ти благодарам, ти благодарам. Ви се наповеди? Следната книга за која што ќе зборувам е книгата Приказна за духовите од Лаура Фройдентале. Книга која што е исклучително квалитетно книжевно дело, исто така фрагментарно. Навидум, кога ќе почнете да ја читате, набрзо ќе ви стане јасно дека веројатно главната тема е многу тривијална, криза во средовечниот брак на двајца сопружници, кои што се бездетни. Но како што ќе навлегувате во содржината, затоа што е всушност и роман на свеста, тек на свеста, а ја следиме нарацијата на главниот лик Ан, иако омнисцентен е нараторот, значи не раскажува Ан, раскажува некој глас кој што го следи всушност ликот на Ан, на жената во романот. Иако, како што реков, ќе ви се чини веројатно навидум маргинална тема, јас мислам дека токму во таа тема се крие мотивот за големиот пресврт што и се случува на Ан, а тоа е темата на невдоменоста. Една многу актуелна тема, има цел предмет на компаративна книжевност кој што се работи, има многу книжевни дела, се продуцираат низ светот и еве има и во современата продукција еден роман кој што ја третира оваа тема, невдоменоста. Ан е дојденка, таа е французинка, наставничка по пијано, омажена за Томас, кој што работи исто во уметничкиот сектор, пишува сценарија, куратор е, се движи во уметнички кругови, нема деца. Во текот на раскажувањето се дознава дека тие имале обид да добијат дете, но не успеале. Како што кажав, Ана французинка, значи е дојдена во новата средина, во Австрија. Одеднаш почнува да чувствува нелагода дека не ги знае доволно дијалектите во Виена, кои што се зборуваат, иако 25 години живее заедно со Томас таму. А всушност таа нелагода се припишува и влече корени од
нешто друго. Таа одеднаш почнува да се сомнева во верноста на нејзиниот сопруг Томас, кој е се повеќе одсутен од домот. Веќе и заедничкиот простор, нивниот брачен кревет е напуштен, прво од Томас, а потоа и од Ан. И ја следиме една многу тегобна приказна. Ја гледаме Ан како шета всушност како дух низ градот, иако во самиот роман се појавува лик на некој дух кој што го обзема станот каде што живеат тие двајца. Да биде многу интересно, значи како што кажав, Ана е двојазична, дводомна, затоа што потекнува од едно место, а живее во друго место, говори два јазика. Во книгата има две места кои што значат дом за овие двајца ликови, тоа е нивниот стан кој што почнува да станува обседнат од духови, и една куќа, викендичка, која што Ан се повеќе сака да ја посетува, затоа што ја подсетува на убавите моменти што ги поминувала таму со Томас. Што се случува всушност во целиот роман? Ако ја гледаме приказната за Ан и за Томас како една куќа, која што се потпира на столбови, а тие столбови се, нели, клавирот, пијаното, професијата на Ан. Друга е низината врска со Томас, трет столб што дава потпора е јазикот и потеклото на Ан. Одеднаш се случува нешто кое што ја разнишува оваа површина, а авторката многу вешто сето тоа го симулира, тие тектонски процеси, па и колебањето со нежите, кршливоста и вртоглавиците. Ан почнува да не се грижи веќе за себе, зашто е загрижена за другата тема што и се случува дома. Сите овие работи кои што се нематеријални, добиваат материјална димензија, затоа што почнуваат да паѓаат предмети во домот, да се слушаат непредизвикани звуци. Тоа е всушност влезот на духот, а духот е девојката која што Ана си ја замислува дека е љубовницата со која што Томас ја изневерува. Значи, одеднаш заедничкиот органски простор на двајцата партнери станува преоптоварен и габаритот на тие нешта ја оптоварува носивоста на просторот, и така необичните феномени се случуваат и на материјално ниво во просторот. Романот завршува многу интересно, со отворен крај, со една многу страшна реплика која што ја кажува Ан, а може да се толкува многузначно. Тоа го зборувавме и со авторката за време на онлайн промоцијата. Би сакала да ви прочитам, не сакам да импровизирам, сакам да ви прочитам исто на прашањето што го поставив, каква функција има за неја пишувањето. Еве што добив како одговор, и всушност во одговорот се кријат и сите нејзини авторски поставки што се видливи во овој роман. Патем ја прашав и со кои други теми се занимава нејзиното писмо и каква функција има пишувањето за неја. Вели, не знам дали може да се зборува за теми. Како да ви кажам, секоја книга има своји тематски, содржински, клучни зборови. Не сакам да зборувам за редуцирање, но зборови со кои може да се опише. Кога се работи за генерални теми, може би го преформулирала ова и не би зборувала за теми, туку повеќе за фокуси, обиди или еден обид што трае. И за овој обид постојано наоѓам нови форми. Но она за што се работи е секогаш истражување на перцепцијата. Главната тема во книгата. Секогаш станува збор за најпрецизно истражување за тоа што е перцепцијата и како може да се преведе во јазикот. И каде е можно јазикот и раскажувањето да се движат во меѓупросторот или помеѓу она што е надвор и внатре, и оттаму произлегува мојот интерес да ги спојам надворешното и внатрешното, она што е во психата, во душата, со материјалното или физичкото, како например со феномените што се случуваат во станот. Зашто ми е важно секогаш да отворам повеќе од она што го означуваме како реалност. Сеедно што точно знаеме дека не постои како такво, туку дека е постојано создавање, дека она што е реалност и она што го перципираме непрекинато се создава од физичките, материјалните дадености, од нашето сетилно чувствување, од нашите представи, од јазикот, што го употребуваме за нив, од фрагменти од сонот, од сеќавања за кои сме свесни или не. Тоа е она околу кое се концентрира моето пишување.
постојано истражување на тоа што е перцепција, а што вистина и потоа обидот да најдам јазик кој ќе биде достоен за тоа. Јазик кој ќе успее да го запише тоа. Еден многу интересен и многу содржаен соговорник беше Лаура Фројденталер. Ви препорачувам да го погледнете, тоа кратко трае промотивен разговор. Сакам сега Лара да ја прашам, бидејќи таа ја сработи корицата за приказна за духовите. Ти го прати само тоа идејно решение, ми се чини, ако не се лажам? Конкретно за таа книга, да. Ме интересира каков ти беше впечатокот од овој состанок на слепо, што се вика, нели, blind date, бидејќи имаше само кратка содржина за книгата. И како успеа да ја допишеш, да го допишеш остатокот од романот и да стигнеш до една корица која што ние сметавме дека најдобро го илустрира романот во целост? Самиот наслов по себе ми беше доста инспиративен, но и краткиот опис доста помогна и како го прочитав ми беше јасно во која дирекција сакам да иде корицата за книгата. За останатото, самото по себе некако си дојде по себе. Доминантна е црвената боја. Многу интересно како дизајнерите ја бираат бојата, како дополнителен елемент кој што исто така многу значи. Може ли да ми кажеш нешто повеќе за зошто е избра црвената да биде заднинска и доминантна боја? Тоа поише ради личен избор. Мене највеќе впечаток ми фаќаат како црвени бои, розови бои кога гледам на корици и мислам дека највише поради тоа ја избрав таа боја, но и бидејќи самата приказна се случува за романтична врска која што си има одредени ситуации, мислам дека беше доволно адекватно се искористи таа боја. Уште едно прашање имам. Зошто ликот на жената го направи како дух невидлив, не исцртан, а го остави само машкиот лик? А во описот што го пративме, што го објавивме, врз кој се заснуваше конкурсот, стоеше дека всушност жената се сомнева во неверството на мажот. Ти направи еден многу интересен, многу поинаку го представи тоа што го пишува описот. Највеќе бидејќи според описот што го добив, ја исперцепирав дека она се губи самата себе си во барање на тоа неверство, влагање во некаков си ментален скоп кој што се губи самата себе си. Затоа поише ми делуваше она да биде духот наместо партнерот или некој друг. Многу интересно затоа што ти антиципираше всушност темата на романот, затоа што всушност барајќи го тој дух кој што ја демне неа, таа станува самата дух. Всушност си го доловила тоа што е во основата во романот. Повелјувам. Маша Колановиќ со ова збирка раскази, значи почитување бубачки и други морничеви приказни, класична збирка раскази. Дури не станува зборим за циклична проза, класична збирка од 12 раскази. Маша Колановиќ ја знаевме и претходно, значи пред оваа збирка, ова е втора книга што објавуваме од неа, пред тоа Барби од подрумот ја објавивме, двете се преведени од Дејан Василевски. Оваа збирка раскази е таков тип раскази, таков тип писател е Маша Колановиќ, од оние високо едуцирани книжевници. Маша Колановиќ е професор по книжевност во Загреб на универзитет. Нејзиниот стил можеби не мора да се бара врска со нејзината книжевна едукација, но многу беше шармантна во онлайн промоцијата, кога зборувавме за расказите особено, и рече книжевната наука ми беше како тесен чевел и секогаш ми како тесен чевел и морам од време на време, не пишувам многу, има неколку книги, да напишам нешто поинаку, но многу шармантно го кажа тоа дека книжевната наобразба и тоа што предава книжевност на млади луѓе, дека повеќе е товар во наводници, отколку дека е некоја придобивка. Тоа го кажувам без некој посебен контекст. Инаку збирката
Многу се интересни расказите, бидејќи се многу лесни за идентификација со македонскиот читател. Според парафразиран Миленко Јерговиќ, кој што многу ја фали оваа збирка раскази, да го парафразирам, рече оваа збирка раскази на Маша Колановиќ е можно последно југословенско детство или прво можно хрватско детство. Маша Колановиќ е родена 78-9 година, значи малку растела во времето на Југославија и навистина има многу елементи што се многу заеднички, барем за повозрастните читатели во Македонија. За едно време што сме го имале носталгично напишано, но кое што го нема веќе, значи тоа некое кодирано југословенско детство. Од друга страна, има раскази кои што се класичен револт на конзумеризмот, но бидејќи е мајстор раскажувач, конзумеризмот кој што оди со з во хрватскиот јазик, го поврзува со конзум, што е посебен еден синџир на марките што ние го немаме во Македонија, меѓутоа таа игра сето време меѓу конзум и конзумеризмот, дека младите генерации одат само да купуваат или што друго не прават. Тие игри јазични се многу возбудливи во хрватскиот јазик. Исто така, самиот наслов оригинал на збирката, кукци, поштовани кукци, има само една буква различна од купци, а всушност во сите раскази ја осудува конзумеристичката култура и едноставно купците на некој начин ги нарекува и кукци. Мене многу ми е жал, свесна сум дека е невозможно да се сочува тоа во македонскиот превод. Дејан Василевски настојувал, верувам, настојувавме и сите да најдеме решение во кое што ќе биде купци и кукци, но тоа не е возможно, затоа е преведено со бубачки, но е добар избор, одличен, што е преведено со бубачки, бидејќи се нашиот преведувач преку буба го има тоа постигнато. Можеби на прва топка не е тоа еквивалентно со оригиналниот наслов, но во однос на преводот на македонскиот текст на сите раскази, тоа функционира со бубите, со бубачките. Ова е еден необичен омаж, освен ова што ви кажувам за југословенството, за осудување на модерниот свет, особено против мобилни телефони, против такви заробувања во технологија. Исто така, многу е интересен тој однос на лектирноста во позадината, бидејќи на ниво на цела збирка овие 12 раскази функционираат како некаков омаж на Кафка. Значи, бубачките, кукците не се само како збор присутни во книгата, него класични ситуации на абсурд, кои што многу потсетуваат на Кафка, на метаморфоза, на преобразба и на Карл Чапек. Изборувавме со Маша Колановиќ во онлайн представувањето, рече да, лективноста е нешто што немам потреба да го кријам, лективноста треба да се гледа и самата ја доживува збирката како омаж. Има интересни приказни во кои што се погребува мртовец со мобилен телефон, па му се звони. Значи едно традиционално закоп на мртовец, меѓутоа со тоа вметнување на телефонот станува и комично и гротескно и истовремено и се осудува тоа. И други раскази за многу, еден од најбитните раскази според мене овде и најнеобичен во нашиот поширок контекст регионален е односот бегство за мајчинство. Има еден во тој расказ има една млада мајка со близначиња која што не може да ги поднесе своите близначиња и своите семејни обврски од премор, од растргнатост, од тоа не може да се грижи за нив и всушност оние женски муабети меѓу млади мајки, кои што сите сме ги водели или ги слушаме околу нас, никогаш во јавен книжевен дискурс, досега ги немам прочитано во таква форма. Тоа што е мал женски муабет, ама не на најпрофано, него на највисоко книжевно ниво, е точно вработено во тој расказ, што мислам дека е еден исклучителен антологиски расказ. Језиви се, како што е во оригинал, или морничави се расказите, има страшни работи внатре, така што и тоа кокетирање со зборот језиво, морничаво е исто така многу возбудливо направено и во хрватската критика многу често може да се сретне коментар за оваа збирка дека се језиво добри раскази. Дејан Василевски е преведувач на повеќе од 10 книги, работел и за нас и за други издавачи, работел полесни и потешки автори и тој за разлика, бидејќи ги уредува неговата книга и книгата што ја преведуваше Ермис, многу различни преведувачи се во смисла. Ермис нема потреба, како што рече, да комуницира со авторите, а Дејан е преведувач кој што сака да комуницира со авторите. Тоа е, нема тука правило, едноставно кој како чувствува. И знам дека Дејан имал
многу содржајни разговори со Маша Колановиќ. Каква е Маша Колановиќ на мейл? Од текст ја гледаме каква е. Во суштина, Маша е доста тежок човек, интровертен и многу тешко се опушта да разговара за незините книги. Ама ова ни беше втора книга, а во првата книга дури многу тешко враќа на мейлове. Ама од кога ќе се пробие тој лед, веќе е полесна. Така што за првата книга беше ужасно тешко да решиме еден проблем, а во втората веќе беше пробиен ледот и одеше многу полесно, иако е многу потешка втората книга за преведување и имав многу повеќе проблематични ситуации што морав да ги решам, но беше многу респонзивна и брзо ги решававме тие ситуации. Така што од таа гледна точка потешкото полесно го решивме, за разлика од првата книга каде што немаше толку тешки работи, ама сепак јас сакам да... Насловот беше исто проблематичен во првата книга. Да, насловот беше проблематичен, го решававме со Бисера и со Маша заедно, затоа што германскиот превод кој тогаш беше валиден, зашто имаше само германски превод и ние го работевме тогаш, немаше други преводи, беше Underground Барби. А оригиналот е Слобоштина Барби и се однесува на населба во Загреб, што беше исто малце проблематично, зашто кај нас Слобоштина не значи апсолутно ништо. Загребска населба која не е воопшто позната. Па најдовме едно соодветно решение да биде Барби од подрумот. Иако беше југословенската Барби, после југословенската Барби, ама некако најмногу легна Барби од подрумот, зашто целото дејство се случува во подрумот каде што девојките играат со своите барбеки. А за почитувани бубачки, првичниот превод Кукци и инсекти. Ама ние не го прифативме затоа што буба беше најблиското до она што сакавме да го представиме во целата И книга. потоа бубачките си ги провлекол низ Низ целата целата книга, и книга, тоа да, реков да. тоа сега функционира. Може би не е совршено, меѓутоа е солидно преведувачко решение. Па мислам дека од таа гледна точка на крајот насловот го утврдивме. Тој имаше работа наслов почитувани бубачки, ама не знаеме внатре што ќе одлучиме. И некако низ целите раскази се преплете бубачката, а не инсектот. И решивме на крајот да остане бубачки. Така што мислам дека добро изигравме на крајот. Да, има таму раскази што се случуваат и во Далмација, каде што има и диалектни зборови кои што се фино пренесени на македонски. Претпоставувам и тоа било дополнителен напор само на лексичко ниво, бидејќи има баба која што е далматинка, каде што не само на ниво на разговор, него и на предмети, на касала расказот, мислам, каде што тоа фино функционира и на македонски, но претпоставувам дека е преведувачка мака. Да, беше едниот расказ, касала беше во Задар, со незината баба, а првиот расказ е со тетка и во Дубровник. И беше особено што во првиот расказ кај што е Дубровник се преплетува и англискиот јазик, за туристите се е преведено на англиски и ги става тие термини не само на пораките на мобилен, што и се појавуваат туку и на таблите низ Дубровник кои се на англиски напишани. И јас со тебе најмногу разговарав на таа тема, дали да одиме со некој дијалект и кој дијалект да биде. Вечното прашање. Па нешто подалеку од Скопје, па да не биде битолски, охридски, кои се многу експонирани во книгите кога треба да се преведува нешто на дијалект од друго. Па решивме да одиме со гевгелески како најјужен од Загреб, да речеме Загреб, Задар и Дубровник. И на крајот решивме да оставиме во литературен говор и мислам дека беше со побогата лексика. Со побогата лексика, да. И мислам дека добро го решивме, да. Оти се добива една карикираност со таква еквиваленција на дијалектите, се добива некаква пежоративност и тоа е потешко за работа, го нагризува стилот. Затоа со богатата лексика, атипична лексика, мислам дека се долови еден прекрасен ефект на Маша Колановиќ и имам чувство дека и таа самата е задоволна за ова кога се зборуваше и на лексичко ниво. Па на промоцијата се пофали од преводите, така што на добар пат сме. Да. И убаво функционира тоа на македонски навистина.
Колку што, дали ги поминавме сите романи? Не, имаме уште еден. Значи, јас ова мало блокче да го заокружам пред да заврши Бисера со последниот роман. Значи, гледате за какви писатели станува збор кои што планираат во јазикот. Тоа е многу тешко, не само за превод. И преведувачите да се одлични како што се нашите преведувачи. Тоа е многу тешко понатаму за рецепција, бидејќи има писатели на кои што јазикот им е само средство, но овде неколку ми наспомнавме такви мајстори кои што работат со јазикот не само како средство, него како наративна алатка, како алатка за карактеризација. И тоа беа овие мачни книги од аспектна работа, но мислам во одличен резултат на македонски јазик. Последниот роман, Лекцијата за месечарот, од Фредерико Педреира, кој што допрва ќе го промовираме онлайн. Се надевам ќе прифати да присуствува авторот, зашто Данецот не сакаше да присуствува, чувствувал трема од настап. Фредерико сакам лично јас да го запознам, затоа што овој роман толку ме трогна, одамна не ме трогнал толку роман кој што сум го читала, од млад автор. Мислам дека и секој од вас ќе препознае по нешто од неговото секојдневие, од начинот на живот, од традицијата наша, затоа што веројатно и кај нив, барем така пишува Фредерико Педреира, има огромно присуство на ликови. Тие сите ликови се негови роднини и тој веќе не знае како да ги диференцира кој е Стрико, кој е Чичко, кој е Тетин. И сите се стриковци. Да не се чудите кога ќе станува збор за Тетин, односно сопругот на тетката од неговиот татко или од сестра, сеедно. Овој роман исто така е фрагментарен, но фрагментарноста е малку замаскирана, така што ќе речам дека е делумно фрагментарен билдungsроман, кој што навидум наликува на романот на Џојс, Портретот на уметникот како младо момче, но се разликува од тоа затоа што овој пак има една своја пооригинална структура, поделена на поглавја, неколку поглавја. Поглавијата не се поврзани природно, нема след во нарацијата, туку тоа се еден вид на сеќавања на авторот на одредени моменти од неговото детство. Значи, тој расти во едно мало, во Санта Круз, во Бенфика, во зелената куќа која што има магиска некоја вредност во неговата меморија, во куќата на бабата и дедото од страната на таткото, кои што играат огромна улога во неговото форматирање како личност. Особено неговиот дедо, кој има огромна библиотека и момчето додека е младо се уште не е свесно за вредноста што ја има во таа куќа. Се додека дедото не забележи дека со посебен поглед ги гледа книгите, ги отвори, ги прелистува. Иако неговиот дедо, ревносен читател, сепак се занимавал со некоја понаучна професија и имало претежно книги од механиката, од такви технички науки. Момчето сепак со љубопитство ги гледало и тие книги, а дедото тогаш му открил дека неговиот прадедо, тоест таткото на дедото, а прадедо на момчето, дедо Алберто, всушност бил личен пријател со Фернандо Песоа. И дека Фернандо Песоа му бил кум на неговиот дедо Алберто. И дека во наследство всушност му предава да чува еден лист од крштеничето на неговиот татко, дека го крштевал таткото на момчето. Како што кажав, поглавијата меѓу себе немаат некој природен след. Најдоминантно употребувано глаголско време е времето минато, определено, несвршено време, затоа што тој сака да долови дека нема завршено со тие спомени од своето детство. Како се движиме во длабочината на романот, кога веќе станува зрел човек, младич, и се определува да студира во Англија, ја менува средината и сваќа дека му е тешко да се интегрира поради јазикот, чувствува бариера. Иако тука ќе направам една мала дигресија, фасцинацијата од англискиот јазик ја има уште од младоста, затоа што пак неговиот дедо многу сака да го научи англискиот јазик и си нарачува касети со лекции кои што детето ги слуша, но го нервираат додека е млад. А сепак му останало во сеќавањето како неговиот дедо седи и ги повторува задачите кои што ги слуша на касетата.
Кога стигнува да студира во Ројал Холовеј во Англија, тука се чувствува изолиран, тоест веројатно се самоизолира, не може да се снајди со јазикот, срам му е да учествува на факултет во дискусиите, а студира книжевност. Сепак успева некако да ја премости таа бариера, затоа што стекнува многу добар пријател англичанец, самиот нативен говорник на англискиот јазик, кој пак го воведува во делото Бдењето на Финеган на Джеймс Џојс. И тоа е интересно, као што Шлагворт ми го даде Оливера, дека се занимаваат со јазикот на едно поинакво рамниште, сите овие автори. Ова е доведено до некаква кулминација, затоа што ликов кој што се бил изолиран затоа што јазикот му представувал пречка, одеднаш сака да го преведе Бдењето на Финеган на португалски јазик. И набрзо се откажува, затоа што сваќа дека тоа е претежок залак, иако има еден фан факт, интересен факт, споменува внатре дека Бдењето на Финеган е преведено на кинески. Може би не сме провериле. Ама сме го учеле како не преведли. Да, но ако се превело на кинески, значи кинезите го нашле клучот на тој роман и го превеле. Прекрасен роман е Лекцијата на месечара. Дури и самиот наслов кажува дека младото момче никогаш не ја раскинало попочната врска со своето сеќавање од детството, дека имал такви месечарски испади кои што завршувале со самоповреда, удирајќи се со главата од зидот. Веројатно, за да ги надмине тие некои пречки кои што не успел да ги надмине со неговата трансформација во зрел млад човек. Има тука уште многу нивоа за дискусија, затоа што неговото семејство, сваќаме, не е тоа многу очигледно кажано, е нефункционално, има отсутна мајка која што работи како стюардеса и постојано патува. Ја гледа повремено, мајката им носи некои разгледници од екзотичните дестинации што ги посетува, но сепак тие се уште не ја доживеале зрелата возраст за да можат да ги посетат тие места. Од друга страна живее со татко кој што е присутен физички, но е дистанциран од животот на младите. Има и брат, главниот лик, кој што веројатно е автобиографски билдунгсроман, но сепак и тука има играње со авторството, како и кај данската книга, ни дава назнаки дека можеби читаме за неговиот живот, но веднаш не побива во таа наша убеденост. Стварно може многу да се зборува за овој роман. Јас би го препрочитала уште неколку пати за да најдам уште многу нивоа на читање. Секако и сите други романи имаат многу нивоа на читање, зависно кој ќе ја избере како тема да ја обработува попродлабочено. Секако прекрасни книги и сега Оливера веројатно ќе заклучи со поентата на оваа вечер, зошто всушност сакавме да се собереме и да кажеме, а тоа е зошто треба да ги читаме овие книги. Ова книга секоја за себе заслужува огромно внимание, ова е висока книжевност која што е посебно значајна за македонските читатели за преиспитување до каде сме во тоа што го пишуваме и што го работиме, бидејќи ова се актуелни книги од последните години што настанале, што биле напишани, наградени, кои што се многу читани, и сметам дека нашата културна јазична средина подразбира и вакви книги, и вакви преводи, кои што не очекуваме никој да бидат во не знам какви тиражи, во каква популарност, меѓутоа ова е висока книжевност на нашето време и мислам дека е огромен и значаен настан за македонската преводна книжевност, што имаме 6 исклучителни книги во оваа едиција. Ви благодариме многу, знаете понекогаш и ние што ги уредуваме и што ги правиме книгите, уживаме во книгите, не секогаш, но ова беше типичен пример за едно заедничко уживање, што веројатно се одрази на должината на ова представување. Ви благодариме.